Добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание празнично. Денеска на за или против, на самиот почеток нека ни е честит 11 октомври, денот на народното востание, односно кога македонскиот народ се крена против фашистичките окупатори, своевремено олицетворени во бугарите и италијанците во тоа време, и наменски е емисијата насловена 11 октомври, каде исчезна или каде ја снема силата на македонскиот народ да се избори со денешните или современите домашни и странски окупатори. Окупатори е во наводници, бидејќи за фала му на Бога, како што љуби да каже нашиот народ, или за цела среќа немаме војна, па вистинска окупација, но де факто имаме окупација од страна на, каде мислам на домашните, мислам на криминалот и корупцијата кои ни го окупираат нормалното живење и не можеме едноставно да финансиски, како животен стандард, па и социолошки да живееме како што заслужуваме како единки, како општество, а странските окупатори ви е добро познато за кого мислам, односно кои се пред се оние надворешни фактори кои сакаат да ни наметнат дека македонскиот јазик не е македонски јазик, туку дека е нечив дијалект, или пак да не зборуваме за оние од југот наши соседи, па и оние кои според актуелните проблеми деновиве кои можеме да ги слушнеме од соседна Албанија, например, или проблемите кои ни се не толку блиски во моментот, ни се чинат можеби далеку од нас, а сепак демнат некаде тука, Косово и така натаму. Значи Македонија и македонците за жал низ историјата се борат, како се бореле, како што се борат и денес, барем оние малкумина кои можеме да видиме дека искрено се обидуваат да се изборат за да им наметнат на младите луѓе во земјава или да ги натерат младите луѓе во земјата да си ги сакаат националните обележја, да се борат за она што е национален интерес и национални идентитетски моменти македонски вечер. Затоа ја посветуваме емисијата и мои двајца вечерашни гости се луѓе кои верувам дека ќе ви го задржат вниманието, бидејќи денот е таков и треба да слушнеме малку и едукација, малку информативно и малку се разбира политички. За жал, но впрочем тоа се минутите резервирани за или против. Вечерва од мојата лева страна е професорот историчар Тодор Чепреганов. Ви благодарам што прифативте да бидете. Благодарам за поканата. И професорот од Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков, Гоце Цветановски. Добре дојдовте и ви благодарам што прифативте. Добре ве најдов и ви благодарам на поканата. И некако по дефолт, модерно кажано, професоре, за вас е првото прашање или тема на дискусија. Зошто македонскиот народ и борбата против фашистичкиот окупатор изминатите години не се споменува од страна на официјалните лица, државни функционери на обележувањата на 11 октомври? Кому му пречи? Зошто автоцензура ли е, свесна ли е, едноставно свесен ли е изборот да не го споменуваат окупаторот своевремено за 11 октомври? И зошто? Прво, исто така се придружувам кон честитките за празникот на македонскиот народ, денот народното востание, кога македонскиот народ се стави на страната на антифашистичката коалиција. По подпишувањето на договорот со Бугарија гледаме дека некои работа се изместени од основа за оно што било и како треба да биде. По договорот од 2017 година гледаме дека на секој можен начин се настојува да се избришат одредени термини кои што во наводници ги навредува по другата страна. А што во суштина значи 11 октомври за македонскиот народ? Ја мислам дека политичарите не знаат. Немаат прочитано ништо што значи. Меѓутоа, ако се навлезе подлабоко во тоа што значи 11 октомври, без 11 октомври ние ќе немавме денеска држава. Затоа што на 11 октомври македонскиот народ се дигна против нацифашизмот, олицетворен во Бугарија, Италија и Германија. Во исто време, кога македонскиот народ се дигна да се бори за своја национална слобода и антифашистичка борба, во Лондон се наоѓаа владите
емигрантските влади на балканските држави кои што избегаат таму. Грција, Југославија. И тие беа стационирани таму. Во исто време, кога се крева македонскиот народ во Лондон, со помош, со поддршка на Велика Британија, Черчил, се заговара формирање на Југословенско-Грчка федерација. Во таа федерација Македонија не постои. Македонија е во рамките на Југославија. Не се споменува никаде. Во јануари месец 1942 година таа федерација е формирана. Значи Македонија требало по војната, според оваа федерација, да влезе во рамките на Југославија. До 1943 година во ниту еден документ на големите сили не се споменува Македонија. Било планирано таа да остане во рамките на Југославија, на кралството Југославија. Меѓутоа, борбите на македонските партизани, тие неколку луѓе кои што излегоа и кои што пукнаа, тој пукот се имаше одзив во европските политички кулуари. Кога британските мисии кои што беа стационирани во Албанија разбраа дека во Македонија постои партизанско движење кое се бори против нацифашизмот, а не знаат за што се бори, веднаш го алармираа Лондон. Тие добија информација дека во Македонија има партизани. Првите обиди на Велика Британија да спушти мисии кај четниците во Македонија се покажаа неуспешни затоа што четничкото движење во Македонија не заживеа, немаше никакви корени. Меѓутоа, кога разбраа дека тие се под директива се вори на комунистичката партија, Черчил нареди веднаш да се направи анализа за тоа што значи македонското прашање. Во рок од 2 недели е направен извештај од 50 страници во кој ще даде на генеза на целокупното македонско прашање од секој аспект што постои. Крајниот резултат е нема македонска обединета држава, Македонија само во рамките на Југославија и нема Соцсловенска федерација. Со тоа уште тогаш 43-та се запечати македонското прашање. Се она што се правеше после тоа беше само лавирањето околу тоа како тоа да се направи. Меѓутоа 11 октомври за мене е D-дејот на македонскиот народ кога се одлучи судбината за прв пат македонскиот народ да формира своја собствена држава. И тоа треба да се има во предвид, го направија комунистите. Ние можеме да збориме што сакаме, да ги напаѓаме, меѓутоа во периодот 41-44 година не може ништо да им се забележи. Можеме да дискутираме за одредени аномалии, меѓутоа таа борба 44 година ги обедини сите струи во Македонија. Значи, насно се обединеа леви, десни, ВМРО обединета, централисти, сите учествуваа во формирањето на македонската држава, го дадоа својот удел. Што се случи после тоа, можеме да дискутираме. Така е. Ово одлично го кажавте во уводот во одговорот, односно кога почнавте да одговарате дека не знаат македонските политичари и од тука доаѓа несакањето, условно речено, на борбата за работиве да спречевме да не стигнат до тука. Во таа смисла, професорот Цветановски, значи, наспроти желбата и љубовта на тогашните фактори кои успеале да го направат македонските партизани и потоа обединувањето на сите политички струи во создавањето на државата, денеска струите или луѓето или индивидуите, пред да влеземе во студио, во го зборевме или додека се подготвувавме да почнеме, кои искрено се полни со знаење и сакаат да своето знаење го употребат во насока на унапредување на живоста на Македонија, да се продолжи векот на оваа наша држава за која се пролеало многу крв. И овие луѓе се маргинализираат свесно од страна на оние поголеми моќници, државници во одреден момент, за да не им се даде простор и време да го реализираат ова кое наумиле или личната или
или општествената кауза македонска, наспроти форсирањето на луѓе кои малку знаат, а се на клучни функции и така натаму. Ајде да се обидеме да го одговориме ова, каде исчезна силата на за борба на македонскиот народ во судрен со домашните и странски окупатори. Каде исчезна? Прво да се придружам на честитките за денот на македонското народно востание 11 октомври и да додадам нешто што мислам дека е клучно и за Институтот за македонски јазик, а и воопшто за историјата и историографијата. Во учеството на првиот, условно речено, обид на македонско востание е и еден истакнат македонист, деец, а тоа е Благоја Корубин, кој што потекнува од Прилеп и бил дел од втората група учесници на партизанскиот одред Гоце Делчев, кои што имале задача да го нападнат затворот, тогашен затвор во Прилеп, и така да се отпочне народното востание. Целта е остварена, нашиот деец Благоја Корубин учествувал во сето тоа и познат е неговиот прв говор на мартовските демонстрации, кога тој прв пат на македонски јазик прозборувал 41-ва, кога требало да се потпише пактот, нели, Југославија, кралството Југославија да влезе во пактот, тогаш македонските, односно скопските студенти имале демонстрации и еден од говорниците е токму Благоја Корубин. Благоја Корубин, меѓу другото, е и првиот вработен во Институтот за македонски јазик, првиот раководител на оделението за современ јазик, но за жал Благоја Корубин никогаш не станал председател на Советот на Институтот за македонски јазик, Благоја Корубин никогаш не станал директор на Институтот за македонски јазик и така натаму. Еве со ова условно речено навраќање кон минатото, сакам да го поврзам и со сегашноста и со актуелните ситуации. За подсетување, кога но е ни престанал да се бори, еве има повеќе децениски уредувања на да не зборуваме за неговиот удел во македонистиката и воопшто во лингвистиката. Да не зборуваме дека под негово раководство, освен што беше формиран оделот за современ македонски јазик, исто така беше еден од најпознатите и условно речено препознатли во народот по рубриката Јазично катче. Тоа е една рубрика во која што секој граѓанин имаше право да постави прашање, да дискутира за јазични проблеми, за ситуации од практиката и така натаму, и тој секогаш го оживуваше говорот. Тој секогаш имаше мото да вели: не е добро да велиме не така, а вака. Туку секогаш преку дебата, преку дискусија да се дојде до вистинско јазично решение. И меѓу другото, тој е исто така и раководител на првиот интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, дело кое што ја доби 13-то на Ивриската награда. Значи нешто што крупно направил и во лингвистиката воопшто, меѓутоа ми беше во заднината на сето тоа. Она што е историографија е запишано, меѓутоа нешто што стои, нели, како се вели во зад кулисите и така натаму, значи тивок човек, скромен човек, работлив човек, кој што никогаш не станал на овие видни функции, а секогаш придонесувал премногу. И уште за подсетување, јас само ќе напоменам кога ја вршев должноста директор на институтот во 2014 година. Тоа ќе ме беше следното прашање, да. Зошто до сега малку слушаме иницијативи за посериозно одбележување на ликот и делото на Благоја Корубин? Освен институтот, претпоставувам, кои што се борили можеби поединци во институт. По смртта на Благоја Корубин 95-та година имаше состанок телото и така натаму, се одлучи да се почне со манифестација денови на Благоја Корубин и за среќа таа манифестација и ден денес трае и веќе се ближиме кон свечената бројка 30, значи 30-то јубилејно издание, уште малку, уште 2 години ќе славиме 30 години со научна конференција, односно научен собир кој што почна првично како домашен собир. Во времето кога бев јас вршител на должност директор, се направи да добие едно меѓународно реноме, репутација, беа поканети гости од странство и бевме во посета во Прилеп, родното место, бевме примени од тогашниот председател на Советот на општина Прилеп, магистер Димовски,
Поднесовме иницијатива од страна на Институтот за македонски јазик да се одбележи ликот на Благоја Корубин со именување на некој познат објект, како што имаме нели училиште и така натаму. Јас за жал одговор се уште немам, а мислам дека Институтот на тоа прашање нема. Значи, 10 години се прашање, професор, да, веќе 10 години. Објект да се именува значи, по една. Како настануваат работите, еве јас повторно ќе се навратам од нешто што потекнува нели од идеја до реализација. Не само да се почне со идејата, туку треба да имаме и ефект од сето тоа. Истото ни се случува и во образованието, а и во науката. Не е само идејата и концепцијата, туку да ја видиме реализацијата и да ги видиме резултатите од сето тоа. Мене ми се чини дека кај нас постојано се вртим во круг, затоа што е преголема зависноста на науката и образованието од извршната власт. Се додека извршната власт го врши и го има последниот збор, ние нема да имаме ниту вистинска наука во Македонија, ниту вистинско образование. Ваквите примери на поединци кои што целиот свој живот го вложуваат во македонското дело, остануваат на маргините, неодбележани, заборавени од сите. И постои една излитена фраза: великаните не умираат. За жал, ако се изгуби сеќавањето, меморијата, тогаш на вистина ќе изгубиме и Македонија и значењето на самиот поим Македонија. Во овие констелации денешни, јас само гледам, извинете на изразот, полтронство, лицемерство, не е тоа извор, да речеме, од внатрешноста на душата да извира и сакањето кон татковината и така натаму. Па сакатењето на учебниците исто придонесува за такво нешто. Да, во првата лекција да не се спомене за чија држава станува збор, за мене е катастрофално. Значи, во светот, секаде се почнува првиот час со химната на државата, се почнува со одбележја, да уште од мали нозе децата да го засакаат она што се нарекува татковина. Така е. За жал тоа не го гледаме, може би се индивидуални примери во одредени, еве, конкретно ги споменавте училиштата, но како и да е, секако што наредивте условно речено е се потажно и потажно во секој следен збор, бидејќи ништо од тоа не се прави, а да зависи науката од извршната власт, односно пред се финансирањето на научни истражувања и така натаму, на тоа е посебна друга тема. Професоре, ајде, како човек и како професор, вие сте историчар прецено, во кој момент почувствувавте и кој е клучен лик од каде која е политичката или не знам, еве, фигурата македонска во која го означувате стартот или почетокот на пазарењето со македонските национални интереси? Во кој момент? Си рековте, еве, од овде навака веќе ќе нема крај, како човек, како гледач, како индивидуа, како професор. Во кој момент за вас беше најголемото разочарување дека тргнуваме кон процесот кој ќе нема назад, тешко ќе се вратиме назад? Па, видете... И која фигура, политичка или без разлика? Сигурно дека штом пазарењето е почнато уште 91 година со осамостојањето на Република Македонија и потоа со процесот на менување на знаме, менување на устав, менување на име, менување на тоа. Уште тогаш почиња тоа пазарење во однос на Македонија. Меѓутоа, не е работата, во политиката имате пазарење. Тоа е познато. Тоа е познато. Меѓутоа, работата е што вие или ние, македонците, не смогнавме сили да се обединиме и да застанеме зад некои прашања за кои што нема дилема, кои што ќе бидат... И не треба да има политичка дискусија. Никаква политичка дискусија. Меѓутоа, поделбите во македонското ткиво се познати. Пропагандите уште во времето на средината на 19 и 20 век се направија својата работа и ние денеска тоа се уште го чувствуваме. И тоа се уште ни се одразува. Во тоа, затоа вие поставите прашање чествување. Чествувањето кај нас се партиски. Да, за жал. Чествувањето кај нас не се државни. Еве ќе видиме сега утре дали ќе се избегнува да се употребува бугарски фашистички окупатор, дали ќе се избегнува да се употребува, да се употребуваме администратори или не знам што. Тоа е више не се овде
криви странците, оние кои што ни сугерираат, него нашата политичка елита за тоа треба да сноси одговорност, затоа што таа треба да ги брани македонските интереси. А поделбата во однос на ова е почната уште 41-та година со Методија Шаторов Шарло, затоа што целокупните припреми за востанието во Македонија ги направи Методија Шаторов Шарло, кој што беше на чиста македонска линија. И се дојде во судир меѓу македонската и пројугословенската линија на Тито. За жал, и тогаш македонските комунисти немаа единство да застанат зад националната програма на Шарло и застанаа зад националната програма на Југославија. И тоа, ние денеска се уште го имаме тој синдром. Зошто успеа јасно? Кажав, сите се обединија. Се е во обединувањето. А погледнете денеска. Вие немате диалог меѓу партиите. Како да се однесуваат на две различни држави. Едните едно, другите друго. Нема обединеност. Се е во обединувањето. Целиот концепт, затоа што реков, тие деца од 41-44 имаа идеја која што беше појака од крв. Тие имаа идеја и за таа идеја гинеа и умреа. Поголемиот дел од нив влегува за обединета самостојна македонска држава. Тоа е факт. Тоа не може никој да го избег. И разговорите на Ченток Петрушев и Емануел Чучков на ВИС со Тито беа за тоа, за обединување. Меѓутоа, Тито уште тогаш знаеше што ќе се случи и им вети дека тоа ќе го постави на мирна конференција. Меѓутоа, тоа не се случи никогаш. Споменавте, ќе видиме утре, им должим на гледачите само признание, емисијата сепак се снима ден пред тоа, значи на 10 октомври, заради тоа што сепак е празничен ден и па и професорите и ние новинарите заслужуваме малку да здивнеме, но како и да е, работата си ја завршуваме. И дури професоре да се случи да покажат македонски чувства во изразите во нивните говори, зборувам за представниците на власта, за разлика од изминатите години, можеби и не треба да не чуди со оглед на фактот дека пред избори некако им се разгоруваат македонските македонската терминологија, односно зборот Македонија повеќе се користи од меѓутоа на сите ме јасно дека тоа е лицемерие. Апсолутно дека им е јасно. Затоа што имајќи го преди договорот со Бугарија, имено тоа сакам сега, но кога станува збор за ајде да се задржам уште само кусо на вас, а потоа сакам и професорот на тема јазикот. Бидејќи веќе почнавме така, дали ако не го прифатавме францускиот предлог, имавме поинаква позиција и каква и каде тогаш ќе беше мешовитата комисија? Историската мешовита комисија. Не знам дали ќе беше нешто по-друго од ова што е сега, дали да ќе го прифативме. Меѓутоа не требаше да се прифати тој предлог. Во суштина јасно. Бидејќи власта не обидува дека друг ќе немаше, дека ќе станавме изолирани. Видите, знаете што, кога ќе слушнам дека те не можело да се прекинат договори, тоа вона, знаете како? Јас сум историчар. Во историјата се потпишани илјадници договори. Сите тие се прекршени. Сите тие се прекршени. Па земете Букурешкиот мировен договор. На која територија Македонија формира држава? На територија на која што беше во рамките на Србија. Значи Букурешкиот договор е прекршен. Сите договори се поништуваат. Ако го гледате сопствениот интерес, ќе го поништите. Нема што да размислувате. И ја не сум правник. Меѓутоа што слушам од правниците што кажуваат дека тоа став навистина се прави со еден потпис, бугарите склучија 37 година со Србија, со Југославија и исто за вечно пријателство, дружба, се до тоа. Остана да постои или 41 веднаш го прекина и ја окупираа територијата што беше под Југославија. Значи нема вечен договор. Има интерес. Интересот е важен. Кој е нашиот интерес? Така. Сега ние за да влеземе во Европската унија ни се прави се и се што. Значи бугарите едноставно со нас се играат. Се играат како што сакаат. Така, изборуваме и на темата што уште ни се подготвува и свесноста дали
ќе завршат уценете од Бугарија, овој пат на власта свесноста, но пред тоа сакам професорот преиска спомена, односно компаративно преку Благој Корубин практично ни го одговоривте и прашањето кое ви го поставив. И сега имавте една прекрасна иницијатива која за среќа ја реализиравте на 70 годишнината од Институтот за македонски јазик, списанието Етимологика Македоника, да не го сгрешам името. Зошто е значајно, професори, и зошто стравувате дали ќе продолжи објавувањето на ова годишно списание? Така ми рековте, ќе биде годишно списание, многу значајно за македонскиот јазик, за Институтот се разбери, за научната дејност, но зошто стравот дека еве може да не продолжи објавувањето? Ај прво за значењето на енциклопедика Етимологика Македоника. Прво да напоменам дека ова е во чест на јубилеот изданието Етимологика Македоника, а само за пошироката јавност да напоменам дека јас сум назначен за главен истражувач на проектот Етимолошки речник на македонскиот јазик минатата година. За една година излезе резултатот, значи јас реков дека упорно ќе се посветам на работата, а што се однесува до етимологијата, можам да кажам дека македонскиот народ и македонскиот јазик, неговиот јазик, е единствениот словенски и воопшто балкански народ и јазик кои што немаат свој етимолошки речник. Тоа зборува многу. Жално. Навистина, жална е ситуацијата. Сите, дури помали народи од нас, имаат своји етимолошки речници, а ние, за жал, се уште немаме етимолошки речник. Идејата била многу одамна, дури 70-тите, 80-тите години од минатиот век се размислувало како поконкретно да се тргне кон овој голем проект, но затоа се потребни навистина и голем кадар, ресурси, потребни се финансии, потребно е се за да се овозможи сите тие корпусни податоци да се соберат на едно место, затоа што етимологијата во суштина означува развитокот на еден збор. Првото доаѓање, првата употреба на зборот, убикација, значи во простори, во време, потврдување преку писмени записи и така натаму, и потоа дури поврзување со споредбено поврзување со сето она што не обкружува. Јас кога почнав да го креирам ова списание и концепција, меѓу другото се навратив на моите претходници, великаните од типот на Блаже Конески, Петар Илиевски и така натаму, да не ги споменувам. за трудот, за посветеноста и за многу големата работа. Ова е сериозно истражувачка дејност. И кога решив да го објавам ова списание, значи Советот на Институтот за македонски јазик еднодушно го поддржа сето тоа, меѓутоа повторно извршната власт не даде ниту денар за ова списание, па е финансирано од приватна фирма. Сега да не излезе дека рекламирам, затоа тука ќе сопрам, меѓутоа од страна на државата повторно ништо. И се Добро, додека што одговорија на барањето? И се додека да го науката и образованието се ставаат на маргините, ние ќе имаме вакви последици. Знаете што велат? Колку понеписмен народ, толку повеќе можност за манипулации и власта да може да прави тоа што сака на секој чекор. Колку пописмен народ, толку помала можност и веројатност за манипулации, па дури и за оние криминогени действија во кои што секако нели се наоѓаат начини како сето тоа можеби и полузаконито да се спроведе. Кога би биле сите образовани и навистина едуцирани, тогаш многу тешко некој би се осудил да направи дело кое што знае дека подоцна ќе биде ставено пред се на судот на јавноста, а потоа и на оние институции како што се нашите судови, во кои што македонското граѓанство, македонскиот народ нема апсолутно верба, ниту во извршната власт, ниту во законодавната, ниту пак во судската власт. Трите столба на државата. Што се однесува до образованието, да не отвориме темата. Јас сега се насочив конкретно за науката, каде што можам да ви кажам дека Институтот за македонски јазик со години не добива средства за финансирање на основната дејност, тоа за кое што е формиран, грижата и заштитата и проучувањето, меѓу другото, на македонскиот јазик. Од која година, например, секна? Многу одамна се секнати изворите, нешто се обидува да се прави, меѓутоа тоа не е континуирано финансирање и развиток на една област, дејност и така натаму. И да ве потсетам,
Меѓу другото, Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, Институтот за национална историја, Институтот за фолклор Марко Цепенков, Институтот за македонска литература и уште неколку се национални. Тоа значи дека се од национален интерес, од витален интерес и тие не можат да бидат продукт на општеството во смисла на придонес на не знам таму заработка и така натаму. Тоа е душата на овој народ и таму не може да се гледа профит. Таму државата треба да го гледа од друг аспект трудот. Таму се знае што е важно, науката и штитењето на интересите на македонското општество. Само преку научни дејности ние ќе го штитиме и јазикот и државата. И токму затоа се формирани овие национални установи. И токму затоа го имаат статусот на национални научни институти. Ако сето тоа не го сваќа Министерството за образование, за жал, одамна веќе нема Министерство за наука, јас постојано се залагам, можеби вака ќе изгледа, нели, залагање за администрација и така натаму. Меѓутоа, науката е секојаш ставена на маргините. Не, но ако споредбено со другите земи... Ако споредуваме колку се вложува од бруто националниот доход на македонците во споредба со соседите, не мора подалеку да одиме. Ќе се види дека македонското општество за наука изделува речиси апсолутна нула. Професоре, видовме како преку ноќ се случи да се ги зголемат функционерските плати, едноставно преку ноќ, додека пак за вакви суштински работи кои секоја една држава која планира да се унапредува, да се штити, да се развива, да се зголемува, да успева во иднина и да трае стотици години, го прави. За разлика од нас, кои тоа не го правиме, да не звучам песимистички дека однатре се само уништуваме, меѓутоа еве постојат одредени тенденции за тоа да се случува. За среќа имаме луѓе кои сепак си ја сакаат државата како татковина, како родно место, па борбата продолжува колку и да звучи клише. Овде мораме да направиме кусо, професоре, па пауза за реклами правиме. Да? Јас согласувам дека што пообразовани луѓе, тоа појака држава. Меѓутоа, абсурдот кај нас е голем. 120 интелектуалци 44 година направија држава по сите узуси на држава. Денеска, колку имаме универзитети, имаме интелектуалци, но системски проблемот на само уништување и потиснување. Зборуваме за квалитетот на понуденото образование. Има разлика меѓу она што е образование и она што се века квалитет со квалитетна програма. Ние за жал 120 биле квалитетни луѓе. 120 биле квалитетни доктори на Сорбона. Па не е само интелектуалец тој што завршил факултет. Колега Чепреганов. Значи, дејноста, меѓу другото, активноста на еден интелектуалец, научник, е тоа јавно да проговори за ситуацијата. Како што вие и јас зборуваме, општествената одговорност. Се согласувам со тоа што го кажам, само ја кажувам абсурдноста. Апсолутно. Во нашиот случај, наместо да одиме напред, со толку универзитети, факултети и сето, образован кадар со дипломи, ние ја упропастивме државата. Затоа што се партизира. Продолжуваме. Интересно е и задоволство е да човек ви има покрај себе и да слуша од вас она што имате да го кажете. Се надевам дека ќе го извлечам недоброто и малку попозитивна нишка, иако јас сум во суштина човек кој е исклучително разочаран од она во кое што сега живееме, но нели одиме да ги урнисаме тие пречки на патот, да Македонија повторно биде една убава земја за живење и да се ги зачуваме младите дома. Се враќаме по кусата пауза за реклами. Да, добре дојдовте назад, за или против вториот дел од вечерашната празнична емисија со на моје задоволство, верувам, и на ваше двајцата професори, историчарот Тодор Чепреганов и професорот универзитетски од Институтот Крсте Мисирков за македонски јазик Гоце Цветановски. Професоре, сакам уште малку кај вас. Има една апсурдна теза која што власта се обидува да ја протнува и постојано, да ја повторува, меѓутоа документите се тие кои
демантираат, па ајде уште еднаш кај чисто вашето видување. Имено пред неколку месеци бугарското министерство за надворешни работи ја дистрибуираше така наречената едностранна декларација што Република Бугарија ја донесе во нејзиното собрание. Се укажува дека во неа стои упатувањето во документите на Европската унија на официјалниот јазик на Република Македонија во никој случај не треба да се толкува како признавање од страна на Република Бугарија на македонскиот јазик. И понатаму во декларацијата се наведува и дека бугарскиот литературен јазик има 6 регионални писмени форми кодификации, 3 од нив се заснувани на дијалекти, а 3 на литературен бугарски јазик. Според едностраната декларација, македонскиот јазик е измислен во Југославија 44-45 година. Како покрај ваквите пишани докази, власта тврди дека апсолутно е заштитен македонскиот јазик? Прво, ќе тргнам од ставот на бугарската официјална политика дека македонскиот јазик е регионална писмена форма на бугарскиот јазик. Јас овде ќе нагласам дека ниту лингвистички, ниту социолошки не е издржан овој термин. Од проста причина што секој кодификуван јазик, литературен јазик, пред се е создаден од страна на лингвисти. Значи, на луѓе кои што ја познаваат јазичната материја. Не само како зборувачи на тој јазик, туку и како истражувачи на тој јазик. Апропо тоа, значи, не постои таква дефиниција, таков термин, како што сака да го наметне бугарската официјална политика, па и меѓу другото и бугарските национални установи од типот на Бугарската академија на науките и Институтот за бугарски јазик. Јас само ќе напоменам дека во нашава држава треба да сме свесни за значењето на еден од столбовите на државноста, а тоа е јазикот. Јазикот во простор и во време. Што значи тоа јазикот во простор и во време? Во простор е сето она што ние го подразбираме како дијалекти на еден јазик кој што сепак има стожер и се врзува сето тоа ткиво, како што човекот по конституција има костур, така и јазикот има свој костур и сите придружни елементи се врзуваат за тој костур. Истото гласи и за македонскиот јазик и за секој стандарден јазик. Значи, тој мора да има народна основа, да има зборувачи кои што ќе го зборуваат и да имат исто, условно речено, размислување за припадноста кон определен народ. Тоа ние го имаме и тоа не е од сега, туку со векови. Значи, прво тоа. Второ, што значи во време? Временски македонскиот јазик не се датира од 45, така како што некој сака да каже, туку исто така како сите други јазици има свој континуитет. Што значи тоа? На просторите, на почвата на Македонија имало многу миграции. Зборувам уште од старите времиња кога уште постоеле, да речеме, древните народи. Меѓу другото, и тогаш постоел на овој простор така наречен македонски народ, кој што бил во тој, условно речено, Балкански јазичен сојуз, од кој што последици има и денес. И ние денес, исто како македонски јазик, припаѓаме на тој Балкански јазичен сојуз. Што значи тоа, за да го пообјаснам за пошироката јавност? Тоа значи светогледот на луѓето. Нормално е, природно е во една географска констелација каде што сте еден со друг, да давате и да примате. Не постои, не може никој да ме убеди дека само давате или само примате. Такво нешто во причинско-последичните односи, воопшто во филозофијата не е познато. Затоа и се викаат причинско-последични. Апсолутно, и затоа повикувам дека не постои јазик кој што не примило друг јазик, ниту пак не постои јазик кој што не дал на друг јазик. Класичен пример за тоа се, условно речено, балканизмите кои што постојат и во словенските балкански јазици, но и во несловенските балкански јазици од типот на албанскиот, на грчкиот, па и да го вклучиме турскиот јазик. Значи, во определен момент некој јазик може да биде со престиж, како што се случило во старото време, кога македонската династија Аргеади успеала да ги освои просторите. Зборуваме за простори. Значи, зборуваме нешто што е географија. Да, но тоа нас не ни дава сега сила да велиме дека српскиот е македонски дијалект, например. Апсолутно, но зборувам за нешто што се вика светоглед. Во тоа време, како се формирале тие, има многу научни податоци и за предгрчкото
условно речено опстојување на овие простори јазично и секакво и подоцна со формирањето на Хеленскиот сојуз и така натаму, да не одиме толку длабоко, јас само сакам нешто да потенцирам. Македонската култура, сватена од денешен аспект, е поголем поим од она што се нарекува антички период и поголем поим од она што се нарекува словенски период. Ние како македонци на ова подрашје ги носиме гените на нашите предци. Како што и сите други народи, ние не го оспоруваме правото ниту на грците, ниту на албанците, ниту на бугарите, ниту на србите. Никогаш ние не сме оспориле нечие право. Но исто така, како што тие имаат право да се повикуваат на светите браќа Кирил и Методи, исто така и ние имаме право да се повикуваме на историските извори кои што се на наше подрачје, кои што се преземени во, извинете, тоа колегата Чепреганов многу подобро го знае колку артефакти се изнесени од денешна Република Македонија. Не зборувам за географскиот поим Македонија и етнографска Македонија, туку токму од она што денес постои како меѓународно признат правен субјект, а тоа е Република Македонија, колку артефакти се наоѓаат во светските витрини. Затоа никој не прозборувал, ниту пак нагласил, кажал кога македонската власт ќе си ги побара назад артефактите што служат исклучиво за докази на постоењето на еден континуум. Тоа го прават сите народи, цивилизирани народи. Значи, постои во времето на империализмот, освојување, затоа постои помирување, па и враќање, па во крајна линија Германија, кога беше со таа идеологија нацистичка, подоцна од како се случија промените, таа се извини на светот. И не е срамно да се извиниш за нешто што твоите претходници го направиле. Јас не сум го направил, но како генетски припаѓам на тој народ, не е срамно ни Бугарија да се извини на македонскиот народ за жртвите што ги дала. Ме разбирате? Значи, тоа не е срамно. Напротив, тоа значи гест на помирување. Кога на тој начин ќе се погледнат работите, јас мислам дека и овие балкански простори малку ќе се стивнат. Особено кога е македонско-бугарското прашање или бугарско-македонското, ние никогаш офанзивни не сме биле во ниту еден дел од нашата историја кон нив. Во никаква смисла на збор. И уште нешто, грешката што се направи на политичката сцена е постојано потенцирање на заедничка историја. Не може да постои заедничка историја. Секој народ има посебна историја. Може да има допирни точки, може да има допирање. Еве во овој случај, еве да не одиме подалеку од Втората светска војна. Имаме допирни точки, имаме зошто? Затоа што на наша територија доаѓаат бугарски војници, тие се окупатори. Едноставно така во светот е дефинирано. Ние нешто не измислуваме, токму затоа велиме дека имаме заеднички точки, па и порано, и во минатото. Нормално е кога си сосед да имаш нели делиме со нашите соседи заеднички огради, па имаме некогаш и спор, некогаш и убави работи. Истото се случува и со соседите. Се додека не сватиме дека ние соседите, секој народ сака да биде запаметен по некој мит. Колку подлабоко во историјата, затоа и се вели мит, зашто тој во суштина се темели само на зрно вистина. И колку подлабоко се навлегува во сето тоа, толку луѓето мислат дека се побогати и поголеми. А во суштина, автократијата владее насекаде, криминалот владее насекаде, обичниот човек страда. Ете тоа е, доколку се насочиме кон вистинска наука образование, тогаш ќе ги забележиме резултатите на хуманоста и она што се нарекува човек. Многу интересно и иако времето секогаш ни е кратко, професоре, кога треба да се издискутираат овие работи исклучително важни и суштински, за жал имам уште само неколку минути, тие ќе бидат ваши, професоре Чепреганов. Го спомена професорот Цветановски германскиот пример во друг контекст, но она што сакам да го издвоам е следново. Во понеделникот во ова студио беше гостинка Весна Бендевска и таа вели зошто да бидат учениците заложници. Ова прашање го поставува откако добиле одговор како комисија за антидискриминација, за спречување на дискриминацијата од Министерството за образование, зошто уште нема учебници по историја. Таму им рекле, додека не, еве точно е вака фразата,
затоа што се чека заедничката историска комисија со Бугарија да заврши со работа. Па таа може да трае децении, професоре, работата на мешовитата комисија, тоа значи дека нема да има учебници. Тоа е едно. Второ, во меѓувреме Алфа го контактира Драги Ѓоргиев и неговото образложение е дека точно го посочува тоа, примерот на француско-германската историска комисија, која е формирана пред околу 50 години, се уште работи на историски проблеми. Значи, Видете, не можам да разберам дека децата ќе бидат оваа комисија може вечно да работи. Може учебници ќе немаат нашите деца. Меѓутоа, секој се споменувате Седмо, осмо и германско-француска, девето германско-полска, француско-германска, сето тоа. Тие комисии немаат проблем со идентитетот меѓу себе. Треба да ни биде јасно, тие немаат проблем со идентитетот меѓу себе. Јас сум го поставил прашањето. Дали комисиите, членовите кои разговараат као бугари со бугари или македонци со бугари? Ако некој не те признава, он не признава македонска нација, македонски јазик, седете, разговарате како што разговарате. Зашто разговарате? И постојано ги поставуваат тие комисии. Тие комисии се сосема друго. Таму се дискутира за одредени проблеми кои што навредуваат. Значи, се настојуваат да се најдат термини кои што ќе бидат прифатливи за двете страни. Ние со оваа комисија со бугарите, јас сум кажал, спомна Гоце, заедничка историја. Каква заедничка историја? Зошто заедничка историја? Секој народ си има своја историја, се пишува тој народ и готово тој има колективна меморија, таа колективно, каже Гоце, митовите си има своји митови, дали биле така или не биле, не е битно, мит не се чачка. Не, фатете ги бе британците за крал Артур и неговите витези. Ајде, гледајте да ја рекомпонирате тој мит. Не може. И бугарите го има истиот пример со на песната што беше една песна која што се пее на целиот Балкан, чија тази песен се вика. И тука настана проблем. Бугарите ќе убија таа која што го водеше интервјуто, дека таа песна не е бугарска. Им кажува, тие се запнале дека е бугарска. Меѓутоа, видете, во основа комисијата е формирана да испорача заедничка историја. Тоа е, они не сакат да го признаат, меѓутоа во позадината на сето тоа стои политичка комисија. Затоа што политичката комисија треба како ќе донесуваат промени во учебниците, сега имаме 5, нели, Самуил, Климент, Наум, сите тие. Да. Сите тие треба да влезат во заедничката историја меѓу Македонија и Бугарија. Значи, во учебниците треба да ги има и во Бугарија, и во Македонија. Па ќе дое национално-револуционерниот период, па овде личностите кои што според светската историографија смета дека се бугари, ќе влезат со таа синтагма во учебниците, значи секаде мора да стои бугарскиот происход, бугарската припадност. И они во суштина, личност по личност, настан по настан, кој што ќе го дефинира, треба да припаѓа и на македонскиот и на бугарскиот народ. И со тоа во суштина они ја градат заедничката историја меѓу Македонија Да, и Ѓоргиев Бугарија. меѓу другото вели дека редовно состануваат, иако ние не знаеме епилози од тие состаноци, тоа е малку чудно и малку искрено, можеби застрашувачки, бидејќи веројатно добро им тече. Проблеми нема или како и видите, да. така најдобро се работи. Молчите, на крајот тоа ќе се прифати од владите и ќе излезат они, ово не е наше, ово е од комисијата. Ние ово не сме го донеле, ово го донела комисијата. Ние сме чисти. Тоа е наука. Не. Такви работи се расправаат на научни собири. Суштинско беше вашето прашање, дали таму разговараат како бугари со бугари или како бугари со македонци? Треба да се види, затоа што и што комисијата, ќе чекаме ние од комисијата за да пишуваме учебници. Имено и децата да бидат заложници на работа на известна комисија која е политичка одлука. Постојано го поставам прашањето, никој од комисијата не ми одговорил. Учебниците се напишани 2007 година. Договорот е напишал 2017 година. Ниту еден член на комисијата што бил не реагирал до 2017 година дека има недостатоци во македонските учебници. Тие се просветлија кога станаа членови на комисијата. Под оно што сметаа бугарите дека ми смета и овие го прифатија дека тоа и во нашите учебници не треба да биде така. Не е точно.
Да, нема, тука е тој нема суицидалниот добрососедски Да. така наречен договор. Да. Ви благодарам професора Тодорче Преганов, ви благодарам професора Гоце Цветановски. Се надевам дека бевме интересни, како што јас ја чувствував енергијата во студиото, така и гледачите уживаа со вас. Ви благодарам уште еднаш. Благодарим на Ние ви поканата. благодариме за поканата. Почитувани, ви благодарам на вниманието и на довербата. Пред се останете со програмската понуда на Алфа и следете ги и останатите за или против до крајот на работната недела.